Речи си 9000 хектари површина или колку 12.000 фудбалски игралишта. Пеплосаа пожарите на планината Серта. Ова се правичните и неофицијални проценки на македонски шуми. Станува збор за слаба и деградирана шума, односно грмушки, смреки и дап. Од страна на Неготино изгорени се околу 5500 хектари, а од Штипска безмалку 3000 хектари. Освен растителниот, настрада и животинскиот свет. Штетите се епохални и потребни ќе бидат децении за повторно се врати животот на планината. Бомбата која што ќе се случи во периодот кој што предстои од еколошка гледна точка. Значи тоа за регионот и пошироко ќе значи еколошка бомба. Во моментот дивеч тамо претпоставам дека нема, затоа што се изгоре. Ќе треба да помине малку време за да почне дел од дивечот да се враќа, меѓутоа на него ќе му требаат првично одредени услови за да биде тамо. Во моментот дивечот нема ниту храна, ниту место каде да се крие тамо. Така да тоа ќе биде буквално пустина. Откако во целост ќе бидат изгаснати пожарите, во наредниот период ќе се започне со чистење на она што позади себе го оставија пламените јазици. Новој начин опожареното подрачје ќе се подготви за втората фаза, а тоа е пошумување со автохтони видови на растенија. Но проблемот ќе биде уште поголем, бидејќи во расадниците на македонски шуми нема доволен број насадници кои што се потребни. Нашите расадници во изминативе неколку години не работеле со капацитет кој што требало да работат. Значи имаме најверојатно некој недостиг насадници, така да мислам дека ќе мора да поработиме максимално и во овој сектор за да можеме во текот на оваа сезона колку ќе успееме, меѓутоа од наредната натаму да дојдеме до бројките кои што ни се потребни и да излеземе на конкретното барање на теренот. Освен на Серта, во изминатиот период огнот беснееше и во Радовишко и Струмичко. На планината Плачковица пеплосани се 197, а во Струмичко 400 хектари.